Благодарам, председавач. Да бидем искрен, не мислев да се јавам за збор по овој амандман, затоа што јасна е судбината на амандманите кои ги поднесовме. Едноставно сакавме да ги скратиме роковите за тоа да профункционира, односно тоа што сме го земале како законска обврска да профункционира во пракса. Меѓутоа бев испровоциран на некој начин од образложението од заменик министерот за економија, кој како изговор зошто ова не може да се сработи и не може да профункционира, беше кажано актуелната состојба со енергетиката. Значи, да не ги доведеме граѓаните во заблуда, со овој закон нема да се реши енергијата и затоплувањето во Република Македонија, нити пак нешто придонесуваме спектакуларно кон подобрување на таа состојба. За да се реши таа проблематика, владата овде инсистираше на прогласување на кризна состојба и парламентот ја донесе и кризната состојба и за електрична енергија и кризната состојба за топлинската енергија. Со тоа ние како парламент на Министерството за економија и на владата и дадовме инструменти да може да го заобиколува парламентот и да носи уредба со важење на закони додека трае кризата и дневно да ги става тие своји размислувања во функција на решавање на енергетската криза. Меѓутоа, проблемот со енергетската криза е нешто сосема друго. Тоа е проблем како се менеджира таа криза. Значи, таа криза е во Европа, е и во некои други држави, меѓутоа во Република Македонија, на крајот, кога ќе сумирате, нашето стопанство сумарно плаќа најскапа струја во Европа. Кога ќе сумирате, нашите граѓани плаќаат најскапа струја во регионот. И сега Министерството со сите своји заложби, со целиот свој ангажман, овде и ангажман и на други сектори, и на секаква помош, и прогласена кризна состојба, зборува за презафатеност и за успеси. Кој е успехот? Тоа што сме последно место. Значи, полошо од ова и успехот на оваа влада е да снема струја. И да имаме рестрикции и да едноставно не знаеме утре што не чека. Се плашам дека нешто друго е во позадина. Затоа што се изнаслушавме, ајде ќе почнам од вчера. Тука беше ЕУ. Ки не помош. Меѓутоа, хаосот кој го ствара владата, српски газ, бугарски газ, турски газ, грчки газ, ги имавте и понудите и од опозицијата. Ја имаме дури и опцијата за на крај да сватиме дека кризата ќе се решава со дизел од државните резерви. Нешто што Министерството ќе го кошта најмалку. Значи, да не ја замајуваме јавноста, не сакам да излегувам од темата, меѓутоа, тековните закони мора да се спроведуваат. Ако не, треба да се извадат од правниот систем на државата и да речеме не сме способни ова да го правиме. Да не ги лажеме од ЕУ и од Европската енергетска заедница дека спроведуваме некакви си реформи и дека го прилагодуваме енергетскиот систем кон европскиот. Не, ние имаме политика на бит пазар и зелен пазар, ден купи и продај бизнеси во енергетиката. Благодарам.